Добра вечер. Го следите централниот дневник на 1 ТВ. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Кампањата во Полнек. Кандидатите со збиена агенда. Имаат ли план за спас на животната средина? Разговараме со Невена Ѓорѓиевска од еколошкото здружение О2. Караджовски заминува без да даде оценка за врховните судии кои го укинаа притворот на Сеат Кочан, кој ќе седне во неговата фотелја. Во вторник ќе се одлучува дали да се прогласи епидемија на морбили на целата територија на Македонија. Првата председателка на Југословенската левица и сопруга на Слободан Милошевиќ, Мирјана Марковиќ, почина во Русија. Точно една недела до изборите. Медиумите уште денеска и утре може да објавуваат резултати од испитувањата на јавното мислење, поврзани со учесниците во изборниот процес. Според роковникот на Државната изборна комисија, резултатите од анкетите може да се објавуваат најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на претседателските избори во внредните локални избори. Вчера истече рокот во кој можат да се пријават немоќните или болни лица. Ден пред одржувањето на изборите, гласаат и избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, но тие имаат рок за пријавување до 17 април на полноќ. Кампањата во Полнек, денеска и вчера во Скопје централни митинзи, а кандидатите секој ден се во посета на градовите низ Републиката. Освен митинзи и средби со граѓаните, професорите кои се тркаат за челното место во државата се појавуваат и на ТВ дебати, како и на дебати и панел дискусии организирани од невладини здруженија. Деталите од колешката Јана Јосифовска. Гласот за мене е глас за ЕУ и НАТО, порача денеска председателскиот кандидат од владеачката коалиција Стево Пендаровски на централниот митинг во Скопје. Ги повика сите да му се придружат на патот заедно напред, а пред присутните на митингот се оврза дека ќе води политики на заедништво, а не на поделби. Државата сум подготвен да водам напред, неуморно да работам на довршување на процесот на нашето членство во НАТО, да бидам предводник и поддржувач на реформските процеси што ќе доведат до скоро членство на нашата земја во Европската Унија. Моето делување нема да се заснува на непостоечки митови и реконструирани легенди, туку на реална, современа политика на интеграција. А освен митинзите, кандидатите денеска беа и на председателска дебата на телевизија Сител. Гордана Силјановска-Давкова, кандидатката за председателка од ВМРО-ДПМН, нагласи дека дојдено е време за промени во Македонија. Илузија е да се верува дека ЕУ и НАТО автоматски носат прогрес, рече Силјановска. Зошто на Македонија и се потребни радикални демократски реформи за да не остане закопана во транзицијата и да не направи ниту еден чекор кон демократската консолидација. Не нарекуваат со право хибриден режим, нелиберален режим, режим во кој што нема правна држава. Кандидатот за председател Блер им река кој е поддржан од Алијансата на албанците и движењето Беса вечерва е на средби со граѓаните на Желино. Река порачува дека Републиката не познава дозирана демократија за статистички националности на кои им се даваат права правопропорционално на процентуалната застапеност. Дури и да добиеме датум за преговори, партиите на власт и институциите немаат ниту волја, а ни капацитет да ги исполнат условите кои ни беа поставени во Брисел. Тоа ние го зборувавме, а сега и самите партии кои се на власт тоа го признаваат деновиве. Ние сакаме да ја спречиме тенденцијата на иселување на младите од земјава, што ќе ни се концепти за ЕУ и НАТО кога ќе завршиме со 500.000 жители помалку. Тројцата председателски кандидати имаат уште една недела кампања за представување на своите програми, се до првиот изборен круг на 21 април и вториот на 5 мај.
А продолжуваат и партиските преписки околу изборното представување. Слабата посетеност на централниот митинг на Силјановска и Мицкоски во Скопје е силна порака од граѓаните дека се против блокадите, деструкциите и не сакаат враќање назад. Фијаското на централниот митинг на Силјановска е потврда дека граѓаните препознаваат кандидатката на Мицкоски како продолжена рака негова и на Груевски. Државата тргна напред и враќање назад нема, велат од владеачката СДСМ. Опозицијската ВМРО-ДПМН возврати со негативна реторика. Зоран Заев и Стево Пендаровски се вистинскиот проблем за Македонија. Со нив државата 2 години реди само неуспеси. Заев и Пендаровски се срамат да кажат дека македонците кои живеат во Грција зборуваат македонски јазик. Заев и Пендаровски се срамат од македонската химна. Македонија има потреба од чесен и искрен председател, пишува во партиското соопштение на опозицијата. Председателските кандидати денеска присуствуваа на трибина организирана од еколошкото здружение О2. На трибината насловена "Деградација на животната средина, закана по националната безбедност", кандидатите се согласија дека постои реална закана за животната средина и истакнаа дека грижата за истата е дел од нивните програми. Со мене во студиото е Невена Ѓорѓиевска од здружението О2. Добро вечер, Невена, ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам за поканата. поканата. Какви се вашите впечатоци од денешната панел дискусија? Пред се да кажам дека сум многу задоволна од сите тројца кандидати, бидејќи во така збиена агенда најдоа време и се одзва на нашата покана. Дури некој направи прераспределба само да дојдат во тоа време и успеавме негде час и половина да го задржиме вниманието и на кандидатите и на публиката што беше па и на новинарите. Очекувавте ли дека ќе дојдат да прифатат да зборуваат на оваа тема со оглед на фактот дека ова е еден од најгорчливите проблеми на сите граѓани кои живеат во Македонија, а друга страна можеби е и малку, ако можам да кажам, оставена настрана од агендите, односно од партиските представувања на кандидатите. Токму така, некако на сите нас ни е надметнато дека председателот и нема толку големи ингеренции во поглед на ова прашање. Меѓутоа, ние ги погледнавме ингеренциите на председателот и според уставот и според други закони, како има ингеренции во ова и сакавме ова прашање да го наметнеме сега во оваа кампања, бидејќи некако и самите теми беа постојано истите. Овој дел не беше воопшто зафатен во нивните искажувања, нити па во прашањата кои им ги поставува и на дуелите, и на дебатите, и на новинарските прашања. Срекни сме што го успеавме да го наметнеме и моментално е период кога е пролет, па некако не беше толку актуелно загадувањето, меѓутоа оние огнови што се палат по стрништата и по депониите, сепак требаш наметнаа некое внимание, меѓутоа тоа денеска што го представивме е проблемот на загадување не само на аерозагадувањето, него буквално целата состојба, таа огромна загаденост која имаме и на почвата и на водата, проблемот со рудниците, за тоа кратко време што го имавме, мислам дека допревме до нив. Имаше еден период кога буквално сочувствуваа како луѓе, збореа искрено, дадоа своји предлози, се гледа дека се спремаа на темата и се надевам дека и понатаму во кампањата ќе се збори за ова. Тука предлагам да погледнеме барем краток дел од она што се случуваше, односно да изјавите на тројцата председателски кандидати, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Инаку, кога зборам за името, моето име и на албански значи зелено, значи и по името јас сум Green и така да и по ориентација сум Green и затоа и една од точките на мојата председателска кампања е Go Green. Ние ќе бидеме многу подложни на закани од еколошкиот аспект, од загадувањето. И затоа ја чак некош ја нарекувам, може би треба да се формира нова дисциплина, научна дисциплина, геоекологија. Имаме закон и има еден дел кој што како да е наследен од постпартизанските денови, кој зборува за воена и вонредна состојба. Вонредната состојба се врзува за елементарни непогоди, значи за поплави и земјотреси, тука јас ја сместувам еколошката катастрофа и досега Собранието на барање на 30 пратеници неколку пати требаше да прогласи вонредна состојба, бидејќи не го направи тоа, председателот требаше да му предложи на Собранието да предложи вонредна состојба.
Прво во Советот за безбедност, прво во доктринарните документи мора да биде и ова прашање адресирано како прашање од највисок национален интерес и да биде вистина една од примарните закани за националната безбедност. Второ, во Советот за безбедност председателот има само тројца кои може да ги предложи од 9, другите 6 се по функција. Меѓутоа може при тој избор, знаете дека треба да внимава и на други компоненти со оглед на тоа дека тоа ни доаѓа од рамковниот договор и на етничка припадност така натаму, се разбира многу таа компетенција која нужно ќе се бара и јас ќе ја барам ако ја добијам до вербата, би било добро ако има и еколошки бекграунд таа личност. Вјевско, ова е можеби и единствената дебата на која што ги слушнавме тројцата председателски кандидати со ист став. Како го оценувате ви ова? Проблемите со загадувањето кои го имаме не познават никаква разлика и не смее да има никаква разлика во однос на тоа кој од каква партија, бидејќи тоа што не загрозува и тоа што е најголем проблем кај нас и болестите што се јавуваат од ова загадување не бираат ни партија, ни пол, ни човек. Најлошо е што најзагрозени се децата. И тука не можеш да останеш во новаа тема. Поготово кога ќе слушнеш какви податоци имаме. Имаме податоци за околу 3200 починати само од загадувањето. Потоа имаме загадување на почвата која се уште не се гледа, меѓутоа во понатамошните испитувања ќе се покаже колку е загадена, докаде е стигнато и колку тоа влијало врз нашето здравје. Имаме значи стравични податоци, некако и ние кога ќе почнеме да истражуваме се повеќе и повеќе се плашиме од тоа што го наоѓаме. Има студии, меѓутоа некако јавноста не е толку запознаена. Стојат во некои фиоки, иако треба се преземат работи уште од 2007-2005 стојат во фиоки и никој ништо не презема за тие работи. Тоа го предочивме во презентациите што беа на почеток, првиот половина час. Некои од кандидатите изјавија дека првпат слушаат за овие податоци. Беа и самите запрепастени од кои димензии е овој проблем. Тоа покажува и колкав бил нивниот интерес за оваа тема до сега. Па не само интересот, мислам дека овие теми некако се држат до ние еколошки здруженија, меѓутоа и во медиумите загадувањето е она кога е најактуелно, тогаш се пласира, потоа некако се забораваат во овие теми. Доаѓа пролет и некои други теми се поинтересни, морам да кажам дека секогаш политиката и некои други прашања имаат прединство над овие теми. Иако нас ова ни е едно најголем проблем, да речам, во моментот со кој би се соочувала нашата држава. И конкретно и во пристапните договори на ова поле ќе треба многу да се работи. Ги споменавте на почетокот ингеренциите на председателот. Какви ингеренции има, што може да преземе еден председател во однос на зачувувањето на животната средина, со оглед на фактот дека е многу поопсежно прашање од само загадениот воздух. Зборуваме нели за резултатите кои покажа големи количини железо во крвта и загадувањето и во водата и во почвата, како што веќе споменавте. Што може да направи председателот? Тешки метали беа најдени и кај животните, во природа и кај луѓето, колку можеме да замислиме, така беше споредбено кажано. Значи, председателот треба да ги штити темелните вредности на кои почива Уставот, а меѓу нив секако и правото на здрав живот, правото на секој човек што треба да го има на чист воздух, на здрав живот и на здрава животна средина. Она што нас ни е во моментот многу загрозено. Председателот е председател на државата е и председател на Советот за безбедност, како што кажа, треба да предложи тројца кандидати во тој совет. Исто така членови на тој совет, меѓутоа може да бидат повикани и други стручњаци. Значи тој го води тој совет, тука може да се наметне за дискусија. Сите се сложија дека еден од тие треба да биде баш од оваа област. Исто така со обраќање во парламентот може да го наметне ова прашање како многу посериозно. Врховен командант е на вооружените сили, имаше прашања дали би ги вклучиле тука армијата во конкретно во некои алармантни ситуации. Мислам дека сите тројца кандидати одговорија да. Исто така може да потпишуваат или да не потпишат, да го разгледаат и да дадат забелешки на законите. Значи има многу закони што влијаат врз тоа до која ситуација доаѓаме.
така да има и како многу ингеренции со самото тоа што како институција ова прашање ќе биде наметнато и од него ќе доста може да придонесе да се помернат работите кон подобро. Така, армијата и досега можевме да ја видиме на терен во оние, можам да кажам, кризни состојби како поплави и пожари. Меѓутоа, професорката Гордана Силјановска-Давкова изнесе уште една теза, тоа е дека треба да се наметне вонредна состојба. Каков е вашиот став за ова? Дали за ова треба да се наметне, зборувам, во една ваква политичка состојба во каква што се наоѓаме сега? Па моментално и немаме толку страшна политичка состојба. Пострашно е она што ни се случува кога имаме PM10 честички 500, 600, 700. Луѓето не се свесни колку е таа алармантна состојба и вонредна. Таа алармантна состојба треба да предизвика алармантни мерки. Ние во моментов немаме алармантни мерки, имаме бесплатен превоз. Бесплатниот превоз во никој случај не е нешто што одразува алармантна состојба. Кога реално би се покажало колку е алармантната состојба со подрастични мерки, може и самата држава малце поангажирано ќе се вклучува во решавање на проблемот. Од друга страна, имавме алармантна ситуација негде месец-два да ние на самиот наша страна да објавуваме слики од она што се случува низ земјата. Постојано добивавме можда преку 100 снимки и фотографии, значи за палење на стрништа, што е законски забрането. Извадивме па можда околу 50 на членови од закони според кои е тоа кривично дело и треба да се казнува, немаше никакви реакции. Потоа се случија пожарите. Може беа намерно подметнати, како што се кажуваше, меѓутоа самата таа неактивност на државата, предпоставам дека беа некако сите насочени во кампањава, доведе до тоа да ситуацијата стане поалармантна. Доколку се вклуча, не мораше само војската и МВР тука во спречување и казнување на тие стрништа, немаше да добие толкав алармантен ефект. Токму министерот за внатрешни работи го посочи, односно го впери прстот во обвинителството за конкретна работа. Тој вели дека оние кои беа фатени како подметнуваат пожари се пуштени да се бранат од слобода од страна на обвинителството и дека тоа е спрегата која оневозможува практично виновниците да бидат санкционирани. Каков е вашиот став во однос на обвинителството? Сметате дека треба малку поажурно и малку подобро да се ја врши работата во однос на ваквите случаи? И обвинителството, меѓутоа и полицијата. Значи, конкретно проблемот со Визбегово. 2 месеци таму дивата депонија гори. Луѓето секојдневно информираат, снимаат снимки каде што и коли од јавното комунално претпријатие исврлаат отпад. Луѓето кажуваат дека кога беа оние апсењата и спроведување до затворот имало огромна полиција. Сега вика зашто истата таа полиција не застане тука. Ако има неколку дена таква заштита, може нема да се случува така лесно секој доди таму и да фрла отпад. Треба многу да внимаваме и да работиме на тие превентивни мерки за да не дојдат веќе до ситуации на пожари кога имаме веќе и материјални па и жртви имаше, неколку жртви од тие палења. Цел систем треба да функционира. Законите треба да се сменат, треба да бидат многу по-ригорозни, треба целиот систем да функционира. Значи прави луѓе на прави места. Да се мрдне некако работата, да профункционира јавното обвинителство со повеќе казни, меѓутоа и законите тука треба да се сменат и да им дадат подлога да биде малце тоа поригорозно, додека да речеме не поминат неколку години, самите ние како населени и жители сватиме дека некои работи едноставно не смеа да се прават. За доброто на сите. За доброто на сите, пред се на себе и на сите. За да го заокружиме овој разговор, мора да ве прашам дали очекувате победникот на овие претседателски избори навистина да се заземе за оваа тема и да покаже интерес како оној денеска, бидејќи предизборна кампања, во екот на кампањата знаеме дека политичарите се ветуваат, меѓутоа дали очекувате од победникот навистина да се заземе за ова кога ќе седне на таа функција? Моje лично мислење е дека допревме денеска до нив. Самиот став и она што го видеа, ја мислам дека искрено го кажа и беа стварно трогнати од самите податоци и она што го кажавме. Се надевам дека нема тоа да го заборават кога еден од нив ќе седне на претседателската функција. Ние сме тука како граѓани да ги потсетуваме на тоа што го ветија. Се обидовме да направиме лайв стриминг, ми кажа дека не бил добар звукот, меѓутоа во наредните денови ќе извадиме и тонски записи, така да тука сме да ги потсетуваме на она што го ветиле.
и да алармираме за сите проблеми, па се надевам дека со една заедничка акција и на населението, и на државата, и на председателот, дека мораме сите заедно да делуваме, зашто тоа е за заедничко добро. Ви благодарам што прифативте да бидете гостин во денешниот централен дневник. Ви благодарам и јас на вас. А ние продолжуваме понатаму. Опозицијата поднесе нови приговори за кршење и на изборниот законник и на законот за антикорупција и судирни интереси. Велат дека исплатите кои се случиле во земјоделството во изборната кампања се спротивни на законот. Поднесените пријави се однесуваат и на ослободувањето на родителите од плаќање и обезбедување во општина Газибаба, како и за вработување во општина Ново село. Како прво, спротивно на законите во изборен период, на 4 април при започната изборна кампања, платежната агенција, односно Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, соопштува дека се исплатени 77 милиони денари или над 1 милион и 250 илјади евра на над 2000 лозари. И за ова ресорниот министер се пофали преку медиумите. Во случајот употребени се државни пари за исплата на долг на приватни фирми, што значи дека не станува збор за субвенции или за тековни исплати. По 3-годишен мандат му завршува функцијата на првиот човек на судскиот совет Зоран Караџовски. Тој нема право на реизбор. За сега не се знае кој ќе биде негов наследник. Караџовски заминува од председателската фотелја без да си ја заврши работата, односно без да ги оцени 5 врховни судии кои му го укинаа притворот на бизнисменот Сеат Кочан. Деталите од колешката Елена Милошевска. Без да ги оцени врховните судии кои му го укинаа притворот на бизнисменот Сеат Кочан за случајот Руст, првиот човек на судски совет Зоран Караџовски заминува од функција. Мандатот му истекува на 26 месецов, но тој останува да биде член на советот до следното лето. Во телефонски разговор Караџовски истакна дека работата на 5 судии кои му ги одврзаа рацете на Кочан на чело со председателот на Врховен Јово Вангеловски, допрво треба да ја оценува 3-члена комисија, но дури откако ќе поминат изборите. Согласно законот за судски совет, доколку се утврдат неправилности во нивната работа, против нив може да биде поведена дисциплинска постапка или разрешување, истакна Караџовски. Тој не откри дали во највисокото судско тело за избор и разрешување на судии веќе има фаворити за тоа кој ќе биде негов наследник. Кратко одговори дека сите негови колеги се еднакво квалитетни. Оценувачите на работата на судскиот совет му забележуваа на Караџовски за неговата работа. Она што мене ме интересира и она што јас сакам да го видам е акцијата и работењето на судскиот совет. Не можам да прифатам предмет каде што 5 судии од Врховниот суд се инволвирани, односно се актери во тој предмет да се стави на страна и да се чека што. Значи, тоа според мене е голема замерка на судскиот совет и судскиот совет во најскоро време треба да ја покаже таа активност. Седницата за избор за нов председател е планирана за 25 април. Членовите не може да се само кандидираат, туку треба некој од нивните колеги да ги предложи. Караџовски својот 3-годишен мандат го завршува со кривично од Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдружение на граѓани на Република Македонија за незаконски додатоци на платите за членови на судскиот совет. Договорот од Преспа е чесен компромис. Ги задоволува националните интереси на двете страни и еднаш за секогаш го отстранува отровот на меѓусебното сомневање, вели министерот за надворешни работи на Грција во интервју за неделното издание на грчкиот весник Етнос. На прашањето дали до изборите владата ќе успее да ги убеди сите оние кои критикуваат за придобивките од договорот, Картугалос вели дека не се сомнева во тоа. Во однос на комисиите за учебниците и за трговските ознаки, министерот за надворешни работи на Грција објаснува дека првата е веќе формирана и од септември ќе бидат пуштени нови учебници во Северна Македонија, ослободени од секаков вид иредентизам. Полека се сваќа значењето на договорот како чесен компромис што ја задоволува суштината на националните интереси на двете страни, отстранувајќи го еднаш за секогаш отровот на меѓусебното сомневање. И како што поминува времето, толку повеќе ќе бидат очигледни економските придобивки за земјата, а особено за нашата Македонија, од нашето протагонистичко преместување на економското поле на Балканот. Што се однесува до Комисијата за ознаки,
Таа ќе се формира до средината на мај со учество на представници од надлежните министерства за надворешни работи, за економија и развој, за земјоделски развој, како и меѓународни експерти. Попладнево во Скопје се одржа изложба на класични и модерни автомобили. Целта на настанот беше да се испрати порака и да се даде поддршка за борба против канцерни болести. Овој настан се одржува трета година поред, а вчера во Скопје се одржа меѓународна конференција за борба против ракот на дебелото црево. Деталите во продолжение. Олтајмери стари преку 30 години и модерни автомобили продефилираат низ скопските улици. Возачите одвоја дел од своето време со цел да испратат порака и да дадат поддршка за подигање на свеста кај граѓаните во борба против ракот на дебелото црево. Организаторите ни објасни од каде се родила идејата за овој хуманитарен настан. Пред неколку години имаше еден несреќен случај каде што одреден од нашите возачи беше заболен од оваа болест. И поради тоа се роди од таму и идејата да се поддржат сите, иначе моментално ги поддржувам и сите проекти што се против борба на рак на дебело црево и малигнитет кај деца. Така да и од тој случај што за жал не заврши како што треба, се роди од тогаш идејата да се организираат вакви хуманитарни настани. Сите овие возила овде што ги гледате се пред се хумани возачи кои што го донираа пред се своето време како и парични средства се со цел да се бориме заедно во борбата против рак како кај дебело црево, така и кај децата. По повод борба против карциномот на дебелото црево, еминентни доктори од земјава и странство ги изнесоа своите искуства на дводневна меѓународна конференција посветена токму на оваа болест. Своје обраќање имаше министерот за здравство Венко Филипче. Продолжиме и понатаму да вложуваме во превентивните програми, пред се во изведувањето на ФОП тестот кој што дава одлични резултати во раното откривање на оваа болест, со тоа целосното излекување и нормално намалување на трошоците на лекување. Овој тивок масовен убиец се повеќе напаѓа младата популација, луѓе помлади од 50 години. Бројките се загрижувачки. Во изминатиот период во Македонија биле регистрирани 3700 смртни случаи. Минатата недела биле регистрирани 126 заболени сомали сипаници, што е најголем број до сега. Од нив 57 се од Скопје. Меѓу заболените имало и бремени жени, а една трудница го изгубила плодот во 6-тиот месец од бременноста, откако се заразила со морбили. До сега се разболеле и над 100 здравствени работници. Во вторник, Комисијата за заразни болести ќе одлучува дали ќе прогласат епидемија во цела држава. Надлежните апелираат луѓето да се вакцинираат. Од почетокот на епидемијата се регистрирани 960 случаи на заболени од морбили. Заменикот на председателот на владата задолжен за економски прашања Кочо Андјушев и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој посетија компанија добитник на грант од Фитера. Проектот на оваа микрокомпанија, брендирани млади органски салати, има за цел да воведе нов иновативен производствен процес кој истовремено возможува контрола на квалитетот на производот од нива до полица во продажно место и лесна следливост на неговото потекло. Ова е еден добар пример со кој што може да се види дека младите луѓе доколку имаат идеја и те како можат да постигнат резултат, дека и на не така голема површина може да се обезбеди екзистенција. Ја користам приликата да кажам дека е веќе објавен вториот оглас на фондот и да ги повикам сите кои што имаат било каква идеја, значи за формирање на компанија и за развој на нивната компанија со осовременување, значи во делот на технологијата, во делот на едукацијата, да ја искористат оваа прилика. Набројните состаноци со високи представници на Меѓународниот монетарен фонд, кој што делегацијата предводена од гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска и министерот за финансии Драган Тевдовски ги оствари во рамки на пролетните средби на групацијата на Светската банка и ММФ во Вашингтон. Меѓу другото беше нотирана и оценката дека во монетарната политика во земјава е соодветна. При тоа беше потенцирано и оствареното монетарно релаксирање во услови на стабилни движења на девизниот пазар и отсуство на инфлацијски притисоци, што представува испорачување на клучна поддршка од Народната банка за вкупната активност во економијата.
Мирјана Марковиќ, првата председателка на Југословенската левица и сопруга на поранишниот председател на СР Југославија, Слободан Милошевиќ, почина денеска во болница во Сочи во 77-та година од својот живот. Таа почина во Русија, кој даде азил во 2010 година, бидејќи беше во бегство од судските органи на Србија, кои за неа распишаа потерница во рамки на истрагата за злоупотреба при распределбата на државните станови во 2000-та година. Вучиќ го нарече протестот на опозицијата бесмислен и рече дека диалогот треба да се води во собранието. Адвокатката на уапсениот основач на Викиликс, Џулијан Асанж, вели дека владата на Еквадор ширела лаги за неговото однесување во амбасадата во Лондон. Председателот на Сејшелите одржа говор под вода и повика на заштита на океаните. Вестите од регионот и светот по избор на колешката Бојана Ноиќ. Српскиот председател Александар Вучиќ, коментирајќи го вчерашниот протест на опозицијата, на новинарите им изјави дека од терасата на председателството ги слушал и дека на митингот немало повеќе од 7500 лица. Вучиќ оцени дека вчерашниот собир покажал дека опозицијата може да го помине изборниот цензус. Изјави дека спикерот на српскиот парламент Маја Гојковиќ ги поканила на диалог бидејќи тоа е местото на кое треба да се разговара. Тој оцени дека протестот на опозицијата е бесмислен, не станувало збор за каква било програма и дека цело време го навредувале. Вучиќ изјави дека во петок на 19 април ќе ја покаже насоката, планот и иднината на Србија, ќе понуди сериозна содржина и ќе ја открие својата намера за предстојниот период. Српскиот председател истакна дека не се точни наводите на Спутник од имало 50.000 граѓани и исто така потенцираше дека не се плаши од опозицијата и нивните закани и ги повика да го спроведат насилството кое го повикуваат. Адвокатката на уапсениот основач на Викиликс Џулијан Асанж вели дека владата на Еквадор ширела лаги за неговото однесување во амбасадата во Лондон. Дженифер Робинсон изјави денеска дека еквадорските власти давале скандалозни обвиненија со цел да го оправдаат тоа што и дозволија на британската полиција да влезе во нивната амбасада во четвртокот и да го уапси Асанж, кој таму се криеше од 2012 година. Председателот на Еквадор Ленин Морено оваа недела го укина азилот на Асанж, наведувајќи ги како причина кршењата на меѓународните конвенции и дневните протоколи, отварајќи го патот на британската полиција да го уапси. Робинсон потенцираше дека Асанж живел во многу тешки услови откако Морено дошол на власт во 2017 година. САД го бараат Асанж за објавување на десетици илјади тајни владени документи преку Викиликс. Шведска исто така размислува да ги обнови истрагите против него за обвиненијата за силување. Робинсон рече дека е подготвена да соработува со шведските власти ако побараат негова екстрадиција, но дека приоритет е да се избегне екстрадицијата во САД. Следното појавување на Асанж пред судот ќе биде на 2 мај преку видеоврска. Експерти за деактивирање на експлозиви изведоа под вода детонација на бомба од Втората светска војна пронајдена во Мајна. Станува збор за американска бомба од 250 килограми која беше пронајдена во вторникот од пожарникари кои изведувале нуркачки вежби. Експлозијата предизвикала водоскок висок 1 метар. Председателот на Сејшели Дени Фор упати апел за поголема заштита на океаните од климатските промени во говорот кој го одржа под вода, што се смета за прв говор во живо под вода. Тој говореше за време на посетата на научната експедиција предводена од страна на Велика Британија, која се занимава со истражување на длабочините на Индискиот океан. Инаку океаните покриваат 2/3 од светската површина, но досега не се доволно истражени. Фор на длабочина од 120 метри под вода облечен во мајци и шорц. Истакна дека подобри мапи имаме од Марс отколку од дното на океаните и дека овој проблем не треба да се остави да го решат идните генерации, бидејќи времето истекува. Многумина ја поценија улогата на океаните во регулирањето на климата, рече тој, и додаде дека тие создаваат половина од кислородот кој го дишеме, како и дека научните мисии се клучни за проучување на здравјето на подводните екосистеми. Малите островски држави се најранливи на подигнувањето на нивото на морето предизвикано од климатските промени, а ерозијата на тлото, умирањето на коралните гребени и зголемената зачестеност на екстремните временски непогоди се закануваат да го загрозат нивното постоење. Тоа беше и последната информација во овој дневник. До крајот на денот има уште едно информативно издание. Следва временската прогноза на Славчо Поповски. Останете на 1 ТВ. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Довидување.